Христос ќе се појави втор пат за да донесе спасение. Кога ќе се случи второто Христово доаѓање? Можеме да знаеме кога ќе дојде Христос ако ја научиме параболата за смоквата. Со смоквата направете споредба. Штом ќе се подмладат нејзините гранки и пуштат лисја, знаете дека е близу летото. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. Која е реалноста на смоквата што го представува доаѓањето на Христос? Смоквата го представува Израел. Значи, ако ја научиме историјата на Израел, можеме да го знаеме времето на Христовото доаѓање. Во 70 година од нашата ера, Израел бил уништен од Римското царство. И тие талкаа ни светот 1900 години како народ без држава. Никој не знаеше дека Израел ќе стане независен. Сепак, пророштвото се исполнило со прецизна точност. Според пророштвото дека лисјата од смоквата ќе никнат, Израел чудесно станал независен во 1948 година. Независноста на Израел беше блесок што му даде до знаење на целиот свет дека Христос повторно дошол на оваа земја. Со смоквата направете споредба. Штом ќе се подмладат нејзините гранки и пуштат лисја, знаете дека е близу летото. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. Христос Ахнсхангхонг седна на престолот на Давид во 1948 година, кога Израел стана независен според пророштвото за смоквата. Тој е Христос кој повторно дојде на оваа земја. Те молам, прими го Христос Ахнсхангхонг и прими го спасението.